Драги гледачи, добро вечер. Во вечерашнава емисија од областа на сообраќајот и на туризмот ќе се осврнеме на некои проблеми на состојбата на сообраќајот во Куманово и во Тетово. Низ искажувањата на командирите на сообраќајната милиција и на председателите на советите за безбедност на сообраќајот, ќе се обидеме да ги согледаме состојбите од областа на безбедноста на сообраќајот во овие комуни, причините за се поголемиот број сообраќајни несреќи, како и нивните напори за што помалку жртви по патиштата и сообраќајниците. Во рубриката за туризмот, овој пат ќе се осврнеме на годинашниве постигања на угостителското предпријатие Интеримпекс Палас Охрид и на активностите на Охридското туристичко биро во изминатата туристичка сезона. Куманово како град се наоѓа на една крстосница која површувајќи ја Јужна Србија и со Социјалистичка република Македонија. Во тој контекст е и сообраќајницата која што го површува градот Куманово со Крива Паланка, а оттаму со Народна република Бугарија. Према ова, секојдневно во градот се движат и низ него поминуваат поголем број на моторни возила, почнувајќи од најразличити места широм целата наша земја. Во овој контекст службата презема низа мерки како би можел сообраќајот нормално да се одвива и досегашните резултати од преземените мерки даваат гаранција дека тој може успешно да се одвива, а во иднина со вакви мерки да може безбедноста да биде уште поголема. За да сообраќајот во градот биде понормално се одвива, ние одредени проблеми имаме, односно наидуваме на проблеми со тоа што сообраќајниците не се ни добро решени, не располагаме со доволен број на и потребни сообраќајни знаци и други сигнални уреди, како што се семафори и така натаму, и сето тоа значи представува одредени потешкоти. Меѓутоа преземат се одредени мерки да и ова прашање на одреден начин се уреди. Сметам дека во градот постојат повеќе така наречени црни точки во кои што се карактеристични по местото кај што се извршуваат сообраќајните незгоди или друг вид на прекршоци. Во тој смисол преземени се соодветни мерки не само од службата, него и од другите надлежни органи и према најновите сознанија што ги имаме, планирано е преку Македонија пат да се изгради уште еден коловоз, така да на патот на ова место би имале некаде 3 траки, со тоа што мислиме дека и овој проблем на одреден начин би се решил. За проблемот на сообраќај, за да може тој нормално да се одвива, за да се намали бројот на сообраќајните незгоди и другите видови на прекршоци, ние преземаме ред други акции и со тоа значи настоиме да што можеме по наши можности да бројот го смалиме на сообраќајните незгоди, а исто така и на сите други видови прекршоци кои што доведува до вакви сообраќајни незгоди. По моје мислење, ние во овие акции што ги организиравме досега, кои се перманентни, а ги имавме повеќе такви, сметам дека некаде околу 28 досега за изминатиот период во оваа година, и дека резултатите што ги добиваме од контрола со ваквите акции се позитивни, во смисол на тоа што бројот на прекршоците се смалува. Се смалува бројот на прекршоците, мислам во тоа што, например, ние минатата година кога организиравме вакви акции, во една акција имавме и повеќе моторни возила технички неисправни, за разлика оваа година кога вакви акции организираме, тој број е знатно помал, или пак некој друг вид на акции, например контрола на светла и така натаму. И ваквите акции дават добри резултати и сметам дека со истите треба и понатаму да продолжиме. Во сообраќајот на патиштата на подачите на собранието на општина Куманово се движат околу 3500 моторни возила, како имајќи го во предвид неевидентираниот интензивен сообраќај на запрежни возила и велосипеди, како и транзитниот сообраќај, со оглед дека градот Куманово се наоѓа на по своето место положба, се наоѓа на крстосница каде што минуваат повеќе сообраќајни линии. Ако сакаме да го согледаме степенот на безбедност на сообраќајот на ова подрачје,
ќе ги погледаме бројките на сообраќајните незгоди догодени во последните 5 години. Во 1969 година на подрачјето на собранието на општина Куманово се догодиле 261 сообраќајна незгода. Во 1970 година 247, во 1971 260, во 1972 година 309 сообраќајни незгоди и во оваа година, заклучно со 10-тиот месец, 284 сообраќајни незгоди. Последиците на сообраќајните незгоди се следните. Во 1969 година загинати се 7 лица, 40 тешко повредени и 74 лесно повредени, или вкупно настрадани 121 лица. Во 1970 година загинати се 6 лица, тешко повредени 35 и лесно повредени 94, или вкупно настрадани 135 лица. Во 1971 година загинати се 10 лица, тешко повредени 53 и лесно повредени 110, или вкупно настрадани 170 лица. Во оваа година, заклучно со 10-тиот месец, загинати се 13 лица, 36 тешко повредени и 62 лесно повредени, или вкупно настрадани 111 лица. Сите проучувања преку статистичкото пратење покажуваат дека главни причини на сообраќајните незгоди се пребрзо возење, неостапување правото на предимство, непрописно претекнување, техничка неисправност на возила, уморот, како и управување на возила под влијание на алкохол. Јас би изнел неколку проблема со кои Советот се занимава при собрание на општина Куманово. Ние како Совет имаме изготвено своја програма, по која програма работиме. Првиот дел на програма е воспитниот карактер во однос на безбедност на сообраќајот, другиот дел на програма е проблемите кои се јавуваат во тек на сообраќај преку годината и оној третиот дел на програмата за понатомошните задачи кои треба да ги има Советот во развивање и совршување на сообраќајот. Првиот дел, превентивниот дел, е самиот, иначе програмата која го опфаќа, е однос разни манифестации кои се одвиваат при сообраќај, тоа е внимавај на пат, не си сам. После друго имаме пионерски семафор, општински надпрема пионерски семафор, републички надпрема пионерски семафор. Освен тоа имаме разни секции во училишта, осмогодишни училишта, кои се бават со сообраќај. Исто така имаме и овие патроли во осмогодишни училишта кои ги организираме на регулирање на сообраќај. Тоа е вака превентивниот дел, а другиот дел, што реков, тоа е текуштиот дел кој се занимаваме ние како Совет, сталните проблеми кои ги имаме во градот. Разни информации во врска со регулирање на сообраќај, информации во врска со полагање, подготвување и полагање на возачки испити, кои мислам дека тие информации кои ги добиваме од страна на Оделението за внатрешни работи, тоа е службата за безбедност која се бави со безбедност, подготвување и полагање на возачките испити е денеска бар во нашата комуна нерешено, кое треба понатаму да се разработи и да тоа го може би најисправно да го подготвуваат автомото друштвата, а не да индивидуални лица ги припремат возачите, па излегуваат на испити неспремни или доволно, мислам, теоретски и практичниот дел неспремен. Освен тоа, многу тешко луѓе можат да се снајдат со лица кои ќе вршат таа обука. Исто така се бавиме со регулирање на сообраќајот, тоа е со внатрешна контрола во предпријатија, бидејќи до сега беше тоа вака испуштена една работа, ние како Совет го поставивме на дневен ред и сметам дека тоа добро сега оди, почна доста работни организации, голем број на работни организации во комуна да изготвуваат своји правилници за внатрешна контрола во сообраќајот. И друго, ние како Совет имаме изготвено еден план на град со сите сообраќајници и сигнализации, кој план беше на Совет во 6-ти месец усвоен и е предложен до Совет за комунални работи и Завод за урбанизам, да тој план се разгледа
и да по тој план се постапи. Ние денеска во градот сме овака многу слаби однос на таа сигнализација, било сообраќајни знаци, било светлосна сигнализација, и ако погледаме по самите улици, наши улици не одговарат за еден овако темпо на сообраќај, кои доста треба да бидат едносмерни, а сообраќај се одбива во двата смера. Таков план изготвиме, реков, и треба во најскоро време да излезе пред собрание, кое собрание треба да го прихвати и да Совет за комунални работи постапи по него. Можам да кажам исто така дека досега, бар како Совет, имаме прилично проблеми во врска со соработка со други служби на собрание, тоа е совети кои се бават со таа проблематика, како Совет за комунални работи, Совет за урбанизам, тоа се и разни инспекцијски служби кои требат да соработуваат со нас, со Совет за безбедност на сообраќај, и да нормално ни помагат во таа соработка, бидејќи ние сме Совет на собрание на општина Куманово и треба да поголема соработка имаме со општинските органи. На подрачјето на Тетово се забележува поголем развој на моторниот сообраќај, особено од 70-та година наваму. При вакви услови на сообраќај произлегуваат нови проблеми и задачи, се формираат нови односи меѓу луѓето. Од ваквата состојба произлегува потребата од целосно почитување на правилата и прописите, од дисциплинирано извршување на задачите поставени во врска со безбедноста на сообраќајот. Непочитувањето на одредени прописи и правила, одредени норми, понекогаш доведува до катастрофални последици. На крајот на 72 година во ОВР Тетово беа регистрирани 2820 моторни и приклучни возила, за да на крајот на октомври оваа година оваа бројка се покачи на 3700 моторни и приклучни возила. Со зголемувањето на бројот на моторните и приклучни возила, како и зголемувањето на бројот на возачите, на крајот на 72 година при овој орган се регистрирани 4578 лица кои поседуваат возачки дозволи, а до крајот на месец октомври оваа година оваа бројка е покачена на 5136. Адекватно со зголемувањето на бројот на моторните возила и возачите се зголемува, односно расте и бројот на сообраќајните незгоди. Во текот на 72 година на подрачјето на собранието Тетово се догодени 387 сообраќајни незгоди, во кои го загубиле животот 18 лица, потешко и полесно се повредени 184 лица и причината е материјална штета во вкупен износ од околу 1.080.900 нови динари. Во овие 10 месеци од оваа година регистрирани се 335 сообраќајни незгоди, во кои го загубиле животот 13 лица, потешко и полесно се повредени 116 лица и причината е материјална штета во износ од околу 1.188.000 нови динари. Анализирајќи ги узроците кои довеле до сообраќајните незгоди, се доаѓа до констатација да поголемиот број на незгодите во главном се десени, и тоа поради пребрзо возење, непочитување на правилата за предност, непрописно претекнување, неправилно и непрописно движење на запрежните возила, велосипедите и пешаците, управување на технички неисправни возила, управување под дејство на алкохол, како и управување
од лица што немат положено возачки испит. И друго, како и во изминатата година, така и во текот на ова година, во сообраќајните несреќи највише страдаат децата и младината. Службата за јавна безбедност при ова оделење во границите на своите права и овластувања ги превземала и сега ги превзема сите потребни мерки за намалување и спречавање на деликтите од областа на сообраќајот. Во периодот од 1 јануар до 31 октомври 1973 година, покрај другите мерки е превземено и следното. Опоменати се 530 лица учесници во сообраќајот. Казнети се на лице место 3225 лица со наплатена сума во вкупен износ од 118.780 нови динари. До судијата за прекршоци поднесени се 1050 барања за поведување на прекршочна постапка. Поднесени се предлози за примена на заштитната мерка од земање на возачката дозвола против 18 возачи. Поднесени се предлози за примена на заштитната мерка забрана на издавање на возачки дозволи против 20 лица, како и се поднесени 13 кривични пријави за загрозување на јавниот сообраќај. Исклучени се од сообраќај 303 моторни возила, од кои се упатени на вонреден технички преглед 201 возило. Исклучени се од сообраќај 215 возачи. Во овој број на возачи влегуваат и оние кои управувале возило без да имат положено возачки испит. Онаа што летоска се поставуваше, сега веќе може да се тврди дека годинашната туристичка сезона во Македонија е рекордна. Најмногу гости имаше во Охрид, барем така гласеа новинарските извештаи во јуни и август. Впрочем, директорот на Палас Ангеле Ќосевски тоа најдобро ќе го илустрира преку податоците на Палас. Повелете. Мислам дека ова година спрема показателите кои ги периодична пресметка даде, е една од најуспешните во последниве неколку години. И тоа и по број на посетители и по број на ночевања. Она што ние во почетокот на годината сметавме дека не ќе се реализират и ни создаваше одредени проблеми за финансискиот резултат, периодичната пресметка показа дека со изванредните напори кои ги чинеше колективот во текот на сезоната, пружајќи ги услуги на поголемиот број на гости, резултатите не изостанеа. Посетители ова година во предпријатието кое го јас представувам, организацијата Interimpex Palace во Охрид, оствари за 9 месеци 9150 гости или 37% зголемен во однос на истиот период од 72 година. Ночевања некаде околу 87.000 динари, што представува 46 поголем од 1972 година, со изразито зголемен број на посетители ночевања на иностраните гости. За разлика од претходните периоди, 73 година е карактеристична со зголемен број на гости од инострани гости и со подолг временски период на боравак. Тоа е резултат на направените напори на нашиот традиционален партнер Хотел План од Холандија, кој за ова година воведе нови 2 чартер линии и чие присуство во Охрид се показа како оправдано. Се извинувам за момент. Другар Заречиновски, дали имате вие податоци за целава Охридска ривиера? Заклучно со август, какви резултати се постигнати? Можеме да прогнозираме дека до крајот на оваа година ќе се остварат невека околу 600.000 ноќевања. До таков податок доаѓаме од разлог што во миналата година ние имавме негде околу 400.000 ноќевања, а рачунаме дека порастот е од 25 до 30%. Вие, другар директоре, споменавте добра посета. Веројатно добрата посета ќе донесе и добри финансиски резултати. Да, тоа реков дека она што во почетокот на годината ни представуваше проблем,
финансиските резултати со пресметката говорат сосем обратното. Бруто продукт имаме остварено негде од 18 милиони нови динари, што представува за 46% зголемено во однос на миналата година. Доходот околу 8 милиони динари, а остаток на доход околу 3 милиони 400 хиляди динари. Практично тоа значи дека во оваа година релативно добро имаме поминато, со тоа што за разлика од претходните години, просечните лични доходци треба да ги коригираме во идниот период, заради тоа што во началото не го сторивме од причини што не знаевме како и сезоната ќе заврши. Во вашиот материјал за работење има еден интересен податок дека странните гости годинава повеќе се задржале во вашите објекти во Охрид одо што порано. Нешто повеќе за тоа? И ако може, што е причината според вас? Вашите анализи што говорат? Јас мислам дека едно прашање подкренав. Во 73 година ова предпријатие изгради два значајни капацитети и ги даде во употреба. Угостителската куќа Летница и комплексот туристичката населба Десарет. Тие на иностраниот наш партнер му создадоа изванредни услови да може да не представи на иностраниот пазар. Спрема тоа, стартот на Десарет е неочекивано добар годинава и за нас и за агенцијата. Тој нудеше разноврсна услуга и неговиот програм за престојот го обогати уште со неколку излети во околината на Охрид и во Република Македонија, што овозможи поголем интерес на иностранните гости. Ова исто така кажува дека и за 74 година нашиот традиционален партнер го проширува програмот и е заинтересиран далеку повеќе, закупувајќи некаде 70% од нашите капацитети за 74 година. Поред присутноста на холанѓаните, во нашиот програм се уврстени Хотел План на Лондон, уврстен е Юготурс на Лондон, Юготурс на Брисел, уврстена е и громада од Полска, така да мислам интересот за ова подручје на полето од стациониран туризам се шири. Ние во програмите за одржавање на разни конгреси и симпозиуми веќе за 74 година имаме утврдено неколку од нив. Традиционално се продолжуваат нашите транзитни групи со Интуриз Москва, со манастирската тура на Юготурс Лондон, со манастирската тура на Путник, со Кленгер на Западна Немечка и слично. Сушност, колку дена се задржава страните гости во просек? Страните транзитни гости кај нас се задржаваат во просек на 4 дена, заради тоа што е Охрид последна база од нивниот програм. Иначе стациониран туризам не е помало од 14 дена. А колку донесува еден ден нивен борав во долари? Ванпансионската подршња се движи некаде од 2 до 3 долари, а просечниот пансион за холандските барем гости е негде измеѓу 20 и 25 холандски гулдени. Тоа представува од 8 до 10 долари во просек. И накратко, кои беа главните проблеми на Палас во оваа сезона? Во Палас во оваа сезона најголемите проблеми е Хотел Палас, самиот Хотел Палас во Охрид, кој со неговото веќе постоење создава одредена потешкота чеја во однос на пласманот, затоа што неговите капацитети веќе не се годни за употреба. Спрема тоа, на нашиот партнер кој го базира својот програм на Хотел Палас, заради тоа што е тој во изминатиот период познат во иностранство, му представуваат голем проблем што во 74 година ќе го исклучи од неговиот програм и нема да го продават. Сметам дека тој ќе биде еден озбилен проблем и за нашето предпријатие. Ние ќе мораме изванредно да се поново заложиме тој проблем да се симне од дневниот ред. А дали цените во хотелите ви беа прифатени од гостите? Мислам да беа подолго време полни. Познато е дека ние не ги менјавме цените од 72 во 73 година. И стартувавме со исти пансионски цени, спрема тоа тие беа прихватени. Ние и за 74 година, иако вакви услови на стопанисување не постоит, цените ги донесовме и одредени цени само малку коригиравне. Другите кои сметавне дека нашите потрошачи не може да ги прихватат, ги задржавме онакви какви беа во 73 година. Спрема тоа мислиме дека и 74 година нашите цени ќе бидат конкурентно способни на пазарот и ќе одговарат на купувната моќ на нашите гости кои го посетуваат ова летувалиште. Другар Заричиновски, многу гости во индивидуален аранжман го поседија Охрид.
туристичкото биро беше доста зафатено. Дали имате некои ваши согледувања, колкав број беше нивен, кои беа главно нивните проблеми и како охриѓанските домаќинства ги прифатија овие гости? Приватниот капацитет, односно сместувањето на гостите по приватните станови од година на година станува се поактуелен, односно се поголем број на туристи се сместуваат по приватните домаќинства. Тоа овозможува не само што интересот на поголем број гости кои саке да се сместат по приватни станови се сместуваат, него и во сезоната доаѓаме во една таква состојба да комерцијалното угостителство не може да ги прими сите заинтересирани, сите патници туристи, а према тоа приватниот капацитет и текако добре дошол за да ги покрива за да ги покрие сите барања на нашите туристи. Поголем дел од туристите во последно време, поред сместувањето што го барат по приватните станови, се интересираат да можат да добијат и дневна исхрана во истите куќи. Меѓутоа, од наша страна, како понуда, настојувавме и ќе настојуваме да сместувањето се одвива по приватните куќи, а исхраната во ресторантите кои што постојат во градот. Така да се добие еден полн пансион. Ноќење по приватните куќи, а исхрана по рестораните. Отприлика за која цена? Цената во оваа година можеше да се добие комбинирано за 7 до 8 илјади стари динари. Нешто за подготвеноста на охридските домаќинства да ги прифатат гостите, квалитетот? Во вкупниот број на постоечиот капацитет, ние имаме квалитетни, добри приватни домаќинства, а има и други кои што треба да се настојува квалитетно да бидат подобри. Благодарам.